повеќе, а овие двајца тандеми, Џон и Џон, се углавном видео кое што го добиваме преку размена, нели, за во комплетната слика на целото емисија. Сакам да кажам дека тотално се небитни, но битно е да постојат тука и да се пофалам дека еден од нив, тој лево, е малце посветол во фризурата, што значи се фарбал. Дисциплините во кои што ќе се надпреваруваат за да влезат во игра, тоест квалификацијскиот круг го дзиднавте, малце ќе скокаме големи топки, па ќе има неколку не толку згодни вкусни крофни, па низок удар, па боксови, 24-ца на самиот почеток, спремни. Првиот дури мафта, ја не знам дали во словно време јавач, правач на ајвар, вака демек, меша ајвар. Ја, ајвар е, окей. Джил вика дека го знае македонскиот рецепт. Вели дека е многу згоден. Хелга е нешто разубавена ова недела. Вели дека не ги депилира своите влакна, туку реално ги почишува и многу се осеќа убав. Така самиот кажа. Не знам, ја само преведувам. Значи, треба спретност, треба да биде кул, треба да помине низ новие не толку многу вкусни крофнички и тоа не низ нив, туку нели преку нив. Сега тоа е многу малце комплицирано и тешко, па како казна паѓате во кал, па веќе кога има толку многу кал, кај има кал, таму има и лизгање, а кај има лизгање, има и дзицо боксови. Значи, овој дзицо боксови за оние кои прв пат го гледаат Вајпал, мада мислам дека нема такви освен оние, она фамилија од Кина која се пресели оваа недела овде во Македонија, со Кјанкинкуа и ова беше добре дојдовте и следете го Вајпал. Значи, малце од основните правила. Века ова не е кул. Треба да ги скокне или да скокне да најде начин како да помине преку овие големи црвени топки. Меки навидум, но лошо ако се залета човек како што видовте. Сериозно, мало оштетување на фацата и Хелга примети и нежно ја дувна ветре незината коса. Се враќаме назад. Значи, од она црта со она помагало, со тој харпун ќе го викаме, може да си помогне да се отскокне од големата топка, цензурирано. Заден образ повторно се појавува на екранот. Внимателно, месечина, да не ви бутне некоја вазна по дома. Ама лошо му стои монтажата на она шипката таму позади.